Неколку минути пред 21 часот на улиците се главно граѓани со миленици. Прошетката ќе мора брзо да им заврши, оти почнува полициски час. Полицајците од станицата Беко во центарот на Скопје тргнуваат на задача со маски и ракавици. Се делат во групи од по тројца службеници и на терен ќе бидат до 5 часот наутро. Секоја екипа има однапред утврден пункт на кој треба да се стационира 2 часа, а потоа може да ја смени локацијата. Екипата во Капиштец најмалку очекуваше дека ќе запре автобус. Добро вечер, господине. Молам лични документи и дозвола за движење за време на полициски час. За вас и за сите внатре во автобусот. Така. Ова листа ве има сите? Ова е листата, така? Добро. Дајте ми лични карти. Четворица, така? Добро, почекајте кратко. Ова се работници на ЈСП кои организирано од гаражите се превезуваат кон своите домови. На возачот мерките воведени за да се спречи потенцијалното ширење на коронавирусот не му значат ништо. Не, сме одамна у корона, овека без нема шанс. Како мислите одамна? Ми верат одамна, ние све сме поминале. Не се плашите од коронавирус? Ништо не се. А се заштитувате? Зошто немате маска? Немате маска? Немаме маска. Ќе ни дава. Преку радио врска полицајецот ги известува и останатите патроли да не се изненадат од доаѓањето на автобусот. Со 4 вработени према аеродром и приход. Исклучок од забраната за движење во време на полициски час има во случаите каде е неопходна итна медицинска помош, како и за вработените кои што мора да отидат на работа. Работниците треба да извадат важечка дозвола за движење од фирмата во која што работат или да побараат дозвола од надлежна институција. Одобрението важи за движење од дома до работното место и назад. Дозволите од фирмите важат за еден ден. За работа на терен новинарите добиваат одобрение од Министерството за информатичко општество, засега на неопределено време. И покрај тоа што полицајците веќе знаат кои фирми работат во трета смена, протоколот вели секое возило мора да се евидентира. Сите запрени возачи во Капиштец имаја уредна дозвола. Доколку не, значи доколку е прв пат забележано лицето да го прекршило полицискиот час, најнапред се преземат мерки од овластувањата на полициските службеници предупредување, доколку тоа се повтори втори или трет пат, значи се оди со прекршечна пријава за непочитување на наредба, а доколку е зачестено тоа пријавање, оделенијата за криминалистички работи, значи постапуваат согласно кривичниот законник. Ја потврдува изјавата на министерот Чулев дека оние што го кршат полицискиот час се креативни во смислувањето оправдувања. Најчесто се правдаат од тоа дека се доцниле, биле кај некои пријатели, па можеби по некоја чашка алкохол и поради тоа се задржале, меѓутоа во секој случај нарушувањето на јавен ред и мир се на минимум за време на полицискиот час, така да нема некои посебни проблеми. Направивме обиколка низ целиот град. Полицијата не запре еднаш, па уште еднаш и уште еднаш. Има работа? Малце, не. Не? Ево само овие што има дозвола. Со дозвола. Мирно беше од Ѓорче до Чаир. Во Шуто Оризари полицијата доби впечаток дека возач сака да ескивира, па тргна во акција. Сомнежот не се потврди. Оти се покажа дека станува збор за уште еден работник со дозвола. Овде, за разлика од центар, полицајците немаа маски и ракавици. Некаде по полноќ на улица се само бездомниците, и луѓе и кучиња. Иако полицијата тврди дека во соработка со социјалните служби луѓето се препраќаат во пунктовите за бездомници, сепак во центарот на Скопје луѓе спијат на улица и за време на полицискиот час. Власта е убедена дека ограничувањето на движењето и на социјалните контакти ќе помогнат за спречување на ширењето на заразата. Целта е да им се олесни работата на оние кои не можат да мируваат.